Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме. Добро утро, почитувани гледачи. Срдечен поздрав од студиото на Радио Гласна надежта од Кавадарци. Еве не и денеска повторно заедно, петок 28 октомври 2022 година. Полека ја завршуваме и ова работна седмица. Верувам дека овие денови кои поминаа беа исполнети со ваши активности. На почетокот да ги проследиме сервисните информации. Времето е навистина се уште топло. Во Кавадарци утрово 18 плюс 6, сега е моментално 10 степени, а температурата ќе се искачи до 22 степени сончево во теквишијата. Така ќе биде исто време или слично време и во останатите делови на нашата земја. Еве да ја погледнеме и картата на Република Македонија. Овде приметувам дека во западните делови ќе имаме температура од 4 до 15 степени, во Скопскиот регион релативно топло од 5 до 23, во Кумановскиот регион од 5 до 19, Беровскиот од 0 до 18, Гевгелискиот секако најтопло, тој регион ќе има температура од плюс 8 до 24 степени, во Пелагонија, Битолскиот и Прилепскиот регион од 3 степени до 21 степен и 7 до 20 во Охридскиот регион. Очигледно голем распон на температури од 3, например, во Прилеп во утринските температури и до 21 дневните. Но како е да е, имаме убаво време, така беше во минатите денови и ќе биде до крајот на овој месец и ќе започнеме и следниот месец со слични температури. Еве времето за утре, тотално нема ни облак, овде не покажува према ова метеоролошка карта, ќе имаме сончево време и утре сабота 29 октомври. Температурата ќе биде значи слична од 3 до 17 во крајно западните делови и на крајниот југ од 8 до 24. Во Кавадарци утре ќе имаме од плюс 6 до 23 степени. Во следните 3 дена, почитувани гледачи, ќе имаме слична температура, дури и повисока. Еве на 31.10, значи октомври, ќе имаме до 26 дневната. 1.11, значи 1 ноември, ќе започнеме и новиот месец со високи температури од плюс 1 до 9 во утринските и дневните од 19 до 25 степени, значи на територија на Република Македонија. Така да го искористиме и викендот кој е пред нас, ќе биде топол, пријатно време за прошетка. Што се однесува до дневните информации од Автомотосојузот на Македонија, тој служба за помош на информации на патиштата, ни известува дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од нашата земја. Граничните премини и овутро се отворени. Еве граничниот премин Богородица, според камерите кои се поставени за влез и за излез од нашата земја, нема никакви задржувања, освен оние нормални процедури кои се потребни. ДВ Бајер, граничен премин према соседна Бугарија, исто така нема гужва. Табановце, еве и овде камерите покажуваат дека нема воопшто автомобили или гужва на тој граничен премин. Би сакал да спомнам на почетокот, почитувани гледачи, дека утре навечер ќе се промени
časovnik od ostanova zimskoto smetanje na vremeto i vo uslovina kriza. To go kaže vladata na Republika Makedonija, tako da utre na večer pred da si legnete, da otidete na spijenje, vratite go časovnik od za 1 čas nazad, tako da ke imame 1 čas podolgo vreme za spijenje. Togo izjavi vladata pred nekoliko denovi, tako da imaš dilema da li da ostane na letното smetanje na vremeto, no все пакете очигледно по то испитување се усогласено е да остане по стариот начин на сметање, летно и зимско сметање на времето. Еве толку за почетните информации, само да споменеме дека денот, односно утрово, сонцето изгрее во 7 часот, а ке зајде денеска во 17 часот и 34 минути. Како што гледате, денот се скратува, ке имаме сега уште малку пореметување, кога 1 час наназад ке се промени часовникот, но ете, ние сме веќе навикнати на тоа. Толку за почетокот, за овие информации, сега ќе одиме со една убава песна. Put je moj tako dug, da ja plašim se, on ne pruža mi radost, ni mir. Zato ja želim ići sa Isusom, jer ću sad, ti mi daj, vodi me kroz život taj, da ja budem zauvek tvoj. Ja molim te da čuvaš me na mom putu. Idem sad putem tim, tako sigurna, jer je sa mnom moj Isus, moj Bog. Njemu ja sam ceo život svoj želim stići do doma mog. Ruku sad ti mi daj, vodi me kroz život taj, da ja budem zauvek tvoj. Ja molim te da čuvaš me na mom putu, Bože moj. Sad ti mi daj, vodi me kroz život taj, da ja budem zauvek tvoj. Ja
После ова убава песна вене повторно назад во живо. Ја следите емисијата Добро утро на радио Гласно надежда. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Би сакал да ги поздравам сите наши гледачи од земјава, значи од Македонија и од странство. Според картата на гледаност и овој податоци што ги имам, би сакал да спомнам дека најмногу гледачи имаме секако од Кавадарци, потоа Централна Србија, Војводина, Чаир, значи тоа си посебно истакнува овде на оваа информација, Баден-Витенберг, Струмица, Велес, Штип, Тичино, тоа е најверојатно во Италија, Загреб по земји, Македонија, Србија, Германија, Хрватска, Америка, Босна Херцеговина, Словенија, Италија, Швајцарија, Украина, Монтенегро и Црна Гора не следи. Значи имаме гледачи и од Украина, која на жалост зафатена со војна, но како да е, поздрав до сите вас, почитовни гледачи, кои не следите и другарувате со нас преку ова наше дружење, преку ова наша емисија која емитуваме во понеделник и петок во 9 часот. Продолжуваме со нашата програма, читање од Библијата, избрани текстови од Светото писмо, поточно од псалмите Давидови. Наред е 70-тиот псалом да го прочитаме, почитувани гледачи. Молитва за заштита од угнетувачите. Давидова молитва. Чуј го, Господе, моето праведно молење, послушај го мојот повик, слушни ја мојата молитва, таа не излегува од уста лажлива. Од тебе нека ми дојде пресудата, твоите очи нека утврдат каде е правдата. Ми го проверуваш срцето, но ке ме истражуваш, ме испитуваш, но ништо не ке најдеш, решен сум устата да не ми сгреши. А за човечките дела, преку твоите зборови, јас се чував од патиштата на насилниците. Моите чекори до твоите патики се држеа, нозете мои не се подлизнаа. Се обраќам до тебе, Господе, зашто ти ке ми одговориш, отвори уши и слушаја мојата молитва. Покажи го чудото на твојата верна љубов, ти кој со својата десница ги спасуваш оние кои од своите душмани прибегнуваат кај тебе. Чувај ме како зеница во окото, закрили ме под сенката на твоите крилја. Од злосторниците што врз мене се нафрлаат, од непријателите што ме опколуваат. Тие своите бездушни срце ги затвараат, а со своите усни надмено зборуваат. Ме надушка и сега ме обкружуваат, будно ме следат на земја да ме кутнат. Секој од нив е како лав по плен што реве, како лавче од заседа што демне. Стани, Господе, спротивставим се, собори ги, со Твојот меч од злодејците избави ме. Господе, со својата рака спаси ме од таквите луѓе, од световните луѓе, чија што награда е само во овој живот. Ти ги храниш оние кои силно ги љубиш, нивните синови изобилство имаат, па и за своите деца богатство собираат. А јас лицето Твое во правда ќе го гледам, и кога ќе се разбудам од ликот Твој, ќе се изнаситам. Еве тоа беа зборовите од Псалмот 17, напишан од царот Давида. Очигледно, почитовни гледачи, Давид овде го искажува чувството што го има во своето срце кон оние кои го окружувале како непријатели, а Давид како цар имал многу непријатели. Уште од самиот почеток, кога уште не бил зацарен, тој веќе имал проблеми и непријатели. А посебно кога се зацарил, но тој својата утеха и својата надеж ја наоѓал во Господа. И затоа тој на крајот констатира и вели: Господе, со својата рака спаси ме од таквите луѓе, од световните луѓе, чија што награда е само
в овој живот. Некои луѓе навистина се надеват само на овој живот, зашто не веруваат во задгробен живот, не веруваат во еден нов живот кој Исус ќе го воспостави кога ќе дојде на оваа земја. И затоа тие прават се овде да им биде убаво. Меѓутоа, Давид вели, ти ги храниш оние кои силно ги любиш. Нивните синови изобилство имаат, па и за своите деца богатство собираат. А јас лицето Твое во правда ќе го гледам, и кога ќе се разбудам, од ликот Твој ќе се изнаситам. Нека и ние својата надеж и својата вера, почитувани пријатели, ја гледаме и ја засноваме на Господа, на Неговите ветување, кој рекол, јас ќе бидам со вас до крајот на векот, односно до крајот на светот. Еве, тоа беа зборовите напишани од царот Давида и го прочитавме во 17-тиот псалом. Одеме сега повторно со песна. Na nebu mjesec mlad, ove večeri moj grad, svjetluca kao Champs-Élysées. Dva ferala mi krije se put, jedan bijeli, jedan žut, dok šetači pločnikom klize. Pomisli pa šta, što bi bilo dobro sad, sresti neko koga dobro znam. I reći mu da Bog je tu, da nitko nije sasvim sam. Tada kao slon, jaki muški bariton, viknu glasno, dobro gdje si ti? Kako zdravlje, tako to, bezbroj tema mijenjamo, po vremenu kad smo bili ti. Potom rekao tom dragom prijatelju svom, znaš li da Bog brine za nas? Iskušaj me, poslušaj me, odi čuti njegov glas, a on mi kaže, nemam vremena, biti sad u crkvi nije moj dnevni plan. Nemam vremena, strpi se bar malo, daj mi još jedan dan. Nemam vremena, nisam onaj koga moraš vući za svud. Kad problemi prođu, kada lakne mi, možda dođem drugi put. I dalje mjesec mlad i težak gradski smrad, dok misli putem nadiru. Ljudi stvarno čudni su, kad je provod budni su, ali pravu sreću preziru. Dok pada kasna noć, kad se kući mora poć, kada topli krevet pruža spas. Moj je san nemiran, u mislima kad čujem glas, kako kaže, nemam vremena, nosim sad odijelo da se promijeni kroj. Nemam vremena, čekaju račun, ja da im ne znam ni broj. Nemam vremena, nisam onaj koga moraš ući za sud. Kad problemi prođu, kada lakne mi, možda dođem drugi put. Svaku noć, svaki dan, on uvijek ima neki važan plan. Riječi važe, pa mi kaže, pa me laže, maže, nemam vremena. Kud god se okrenem, brige prate me sud. Nemam vremena, auto je u kvaru, odmah postajem lud. Nemam vremena, nisam onaj koga moraš vući za skud. Kad problemi prođu, kada lakne mi, možda dođem drugi put. Možda dođem drugi put. Možda dođem drugi put.
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следува рубриката Вести или информации од земјава или странство. Денешните информации ни доаѓаат од Папуа Нова Гвинеја и зборува Соломон за своето лично искуство, односно како го пронашол Господа и како се обратил Соломон, кој го променил светот. Соломон, така се вика човекот, мислел дека добро ја познава Библијата. Тој често го слушал проповедникот додека читал стихови во неговата селска црква во Папуа Нова Гвинеја. Тој верувал во Бога кој е на небесата, како што е опишено во Библијата, но не проучувал сам за себе. Еден ден во планинското село на Соломон се појавил мисионер адвентист, кој на собраните селани, вклучувајќи го и Соломон, им ја подарил книгата наречена Библија, која го менува светот. Дојдов во вашето село да ја ширам Божјата реч, рекол проповедникот. Соломон бил среќен што сега имал своја Библија, а насловот на книгата Библија која го менува светот навистина му се допаднал. Размислувал за тоа што значи да се промени светот. Мисионерот го забележал интересирањето на Соломон за духовните теми и го повикал заедно да ја проучуваат Библијата во мала група. Проучувањето траело околу 15 до 20 минути. На првото проучување мисионерот ги повикал собраните да ги отворат своите Библии во првата глава од Евангелието според Марко. Пред да почне да чита, кратко се помолил на Бога. По молитвата тој го замолил Соломона да го прочита текстот. Соломон читал за Јован Крстител, проповедникот облечен во облека од камилски влакна, кој го крстил Исуса во реката Јордан. Кога завршил со читањето, мисионерот побарал од друго момче од групата повторно да ја прочита целата глава. Потоа прашал дали некој од присутните може да ги раскаже настаните од прочитаниот библиски пасус. Така започнала дискусијата. Тој ги поставил прашањето, ги поставил не само едно, него повеќе прашања, например, дали слушнавте нешто ново што не сте го слушнале досега, дали имате некои други прашања што сакате да ги поставите. Откако разговарале за новото, мисионерот прашал дали има нешто од овој запис што ги изненадило или нешто што не го разбираат. Потоа го поставил прашањето, има ли нешто од овој запис што може да го примените во вашиот секојдневен живот. Некој одговорил дека е важно да се биде крстен. Затоа во овој извештај Исус бил крстен, како што се вжештувало библиското проучување, мисионерот прашал што од овој запис би споделиле со некого оваа седмица. Потоа се помолил. Најмил Боже, ти благодарам што ни го даде Твоето слово. Промени ни го срцето и помогни ни да живееме како што ти сакаш. На Соломон му се допаднало ваквото библиско проучување. Се чувствувал како да добил ново сознание и нова слика за Исуса. Во текот на годината љубовта кон Исуса што ја чувствувал Соломон растела во неговото срце, додека продолжувал да ги посетува библиските проучувања. Секој проучување следело сличен концепт. Состанокот би започнал со молитва, потоа двајца луѓе би читале стихови од Библијата, трето лице раскажувало за што станува збор. Потоа мисионерот поставувал прашања дали нешто од прочитаното може да го применат во нивниот живот. Состанокот би завршил со предизвик до слушателите да им сведочат на своите ближни во текот на седмицата за она што се разговарало на тој состанок. На крајот некој би се помолил. Соломон дознал дека мисионерот користил програма за проучување на Библијата што го развила Јужно-пацифичката дивизија наречено Откривај читајќи ја Библијата. Тој исто така дознал дека оваа дивизија на христијанската адвентистичка црква има план да подели 200.000 Библии
na mladi luge i konečno go doznal značenje to na imето Библија која го менува светот. Дознал дека личноста која го менува светот е она што ги следи Исусовите принципи и која сака да живе според Божјата волја, сведочејќи на другите луѓе за неговата голема љубов и милост. По една година проучување на Библијата, Соломон одлучил да стане дел од луѓето кои сака да го променат светот. Следејќи го примерот на Исуса Христа, набрзо потоа тој се крстил според примерот од Евангелието според Марко, 1 глава. Денес Соломон води група млади луѓе во изградба на нова адвентистичка црква во неговото село. Тој исто така и мисионер кој ги користи материјалите од програмата Библија која го менува светот и со својот живот им сведочи на роднините и пријателите. Сега кога сум адвентист, моја голема желба е членовите на моето семејство да се придружат на Божјата црква. Еве, почитувани гледачи, тоа беше искуството или ова информација која споделивме за Соломон, човек кој го менува светот. Всушност, Исус е тој и Светиот Дух кој ги менува луѓето, но тој сака ние да бидеме негови соработници. И Соломон тоа го сватил на крајот. И тој станал еден од многуте кои придонесуваат да го променат овој свет, односно луѓето да сватаат, да разберат и да го запознат Исуса Христа. Наистина, денес Исус вели, одете и вие така правите. Одете и проповедайте го Словото. Тоа го пишува во Мати 28 глава. И направите ги луѓето мои ученици. Па ако имаш денеска прилика, почитуван пријателю, да допреш некого со збор, кажи му за Исуса Христа. Дај му некоја духовна книга. Насочи го кон Спасителот кој може да го промени човекот, да од еден пијаница да биде трезвењак, од еден крадец да биде честен и така натаму. Бог, Исус Христос е тој кој ги менува луѓето. Наше да се молиме за нив и да ги насочиме кон Исуса Христа. Еве тоа беа денешните вести, односно информација од Папуа Нова Гвинеја. Одиме повторно со песна. Bye.
Почитувани гледачи, ovo utro razgovaram so Beni Kirova od Gevgelija, koordinator na projektot Knjiga na Podarok. Ovo utro taki ne bide gostinka i сега ќе ја повикаме за да воспоставиме контакт. Ало? Ало, Добро утро, Бени. добро утро. Ти си во нашата програма утро гостинка, јас веќе те представив пред нашите гледачи. Би сакал да поразговараме за проектот кој се случи во текот на овој месец, Книга на Подарок. На почетокот сакам да те прашам, кои беа мотивите да се оствари идејата Подарок на книга и која книга се подаруваше? Благодарам за поканата. Мотивите, тоа е доста интересно прашање. Мотивите кои ни водеа гледајќи ги настаните што се случуваат во последното време, основен мотив ни беше и нашите сограѓани, луѓето што живеат во Македонија, да ја разберат вистината. Кои се настаните што се случували, што сега се случуваат и што ќе се случуваат во иднината. А е тесно поврзано со нашето учество во големата борба што се води за секоја човечка душа. Исто така целта е да сватиме дека секоја одлука во нашиот живот има последици кои се однесуваат на нашиот сегашен живот, но имат и вечни последици. Исто така един од мотивите што не покрена на ова акција е да сватиме колку е важно самите ние да ги истражуваме прашањата и да не се подпираме на општо прифатените мислења. Книгата што се подаруваше е една многу добра книга која има наслов Големата борба и во која ги има одговорите на многу од овие прашања и секако ќе ни помогне во истражувањето на овие значајни теми. Мислим дека тие се мотивите кои ни водеа да го направиме овој проект и да објавиме ова акција која траеше еден месец од 18 септември до 18 октомври. Така. Значи, тоа беа вашите мотиви, токму ја изабравте оваа книга Големата борба, која дава одговор на многу прашања кои денеска човекот ги поставува. Кажи ни, бидејќи ве месец дена траела ова како да кажем, објава на Facebook, колку лица се пријавија за оваа книга од Македонија? Да, значи објавата на нашата Facebook страна траеше еден месец и сум многу радосна и пријатно изненадана, пошто голем број на лица се пријавија. Имаме 517 луѓе кои се пријавија од различни градове од нашата држава. Тоа е убава бројка. А од кои градови најмногу имаше? Еве, ви имате податоци сигурно. Да, имаме, најмногу сакат да читат и се пријавија нашите сограѓани кои живеат во Скопје и во Битола. Тие се двата основни града кои имаме најмногу пријавени, али има од повеќе градови од Македонија што се пријавија исто добри бројки на луѓе. Така, значи скоро од сите градови имаше пријави. Може помалци или повеќе, ама голем број на луѓе ја отвара вашата страница најверојатно. Да, има од повеќето градови, не знам дали од сите, може би не баш од сите, ама од поголемиот дел од градовите, да, имаше и од села доста пријавени луѓе и тоа баш ме радува, пошто луѓето сакат да читат, сакат стварно да размислат и да дознаат вистината, тоа е прекрасно. Така, бидејќи преку 500 лица се јавиле, ме интересира мене, а верувам и гледачите, како успеавте да ја поделите, да ја однесете до сите тие домови кои ја изразиле желбата своја да ја има таа книга во свој посет? Тоа е, како да кажем, тоа е нешто што беше предизвик за нас. Ние сме поголем тим, имаме наши представници во повеќето градови од Македонија, и таму книгата ја делевме лично. Значи, за нас е многу битно лично да се запознаеме со луѓето, да поразговараме со нив, ако имат некоја потреба да споделат. И така, кога однесеш книгата на некој што сака да чита и видиш таа топла насмевка на лицето, тоа е прекрасно, тоа ти исполнува целиот ден. Таму каде што немавме наши представници,
се случуваше и да ги испраќаме и по пошта дел од книгите. Така. Значи со вашите соработници на врата, значи на домашна адреса беа доставени претежно поголем број на книги, бидејќи ете како што и самата спомна, кај што сте немале соработници по пошта, сепак ја добиле на време луѓето книгата која посакале да имаат во своја собственост. Добро, Бени, кажи ни, еве, при крајот на овој разговор, какви се вашите планови во иднина? Бидејќи има и други книги, можеби, или пак истите ќе ја повторите, кажете ни нешто за нашите гледачи, кои се вашите планови за во иднина? Претежно сега сме на план да таа акција се повтори на повеќе наврати, пошто верувам дека многу други луѓе ќе посакат да имаат оваа книга и може да следат слободно луѓето на нашата Facebook страна и кога објавуваме промоција да се пријават. Секако верувам дека ќе имаме и други книги кои би били исто така со добра содржина, кои одговарат на многу прашања кои сега ние како луѓе си ги поставуваме. И се надевам се повеќе луѓе да се пријавуваат за да добијат еден одличен подарок. Книгата е прекрасен подарок, посебно книгата Големата борба за мене лично е книга која секој човек треба да ја прочита и да се замисли за тоа што се случува сега во нашиот живот. Така, значи можат гледачите да ве пронајдат на Facebook под наслов Подарок на книга, така? Книга на подарок. Книга на подарок, добро, значи имате ваша Facebook страница. Еве, и ние како утринска програма се приклучуваме во рекламирање, во објавување и на вашата Facebook страна и на самата книга, да ова книга навистина допре до што поголем број на читатели, на жители на Република Македонија. Колку ми е познато, ова е веќе некое второ, трето, можеби четврто издание на Големата борба, зашто има побарувачка од луѓето, зашто, како и што и самата спомна на почетокот, ова книга дава одговор на многу современи прашања. Историска е, зборува за сегашноста, но зборува и за последните денови. Еве кратка порака на крајот до нашите гледачи, врска со книгата и со било која друга духовна книга, па еве можеш со неколку реченици да се обратиш. Благодариме прво за тоа што ни подкрепувате, тоа е прекрасно. Благодариме и за поканата што ја имавме од ваша страна и сакам да повикам луѓето кои ја бараат вистината, луѓето кои стварно се питуваат што во мојот живот, што е било, што ќе биде, луѓе кои си поставуваат стварно прашања од животна важност, да ни побарат на Facebook страната Книга на подарок и да се пријават кога имаме акција за да добијат стварно книга која вреди. Убава порака на крајот, можеби да им се зблагодариме и на сите твои или ваши соработници кои ја делеа книгата, така, бидејќи тоа беше на голема група на луѓе, верувам, кои 517 книги ги поделили или ги испратили по пошта. Благодарам и на нашите соработници, благодарам и на нашите идни соработници, оти верувам дека повеќе луѓе ќе се пријават како волонтери за оваа работа. Благодарам и на сите донатори што донираа за да може ова книга да ја добие секој бесплатно. И сакам да благодарам исто така на луѓето што нарачаа книгата. Стварно, овие луѓе имат во раците нешто што вреди и што стварно вреди да се прочита и да се размислува. Така. Бени, ти благодарам за овој разговор, за учеството во нашата утринска програма Добро утро на радио Гласна надежда. Ти посакувам убав ден и се гледаме, односно се слушаме во некоја друга прилика. Благодарам и јас. Убав ден. Секој добро, пријатно. Пријатно.
Ne boj se, jer ja sam s tobom, da te čuvam od svakoga zla. Ne boj se, jer ja sam s tobom, da ti dajem miran san. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Ne boj se, jer ja sam s tobom, ja sam te otkupio. Ne boj se, jer ja sam s tobom, imenom sam te zazvao. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Jer moja ljubav je istina, moja ljubav liječi srca slomljena. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следите утринската програма Добро утро на Радио Гласно надежда. Емисија која се емитува сека понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката Кратка тема од Библијата. Насловот на ова наше денешно размислување гласи Кон целта. Сум видел многу уништени луѓе, не од светот, туку од самите себе. Джефри Вин дал ова изјава при еден интервју. Како писател, Вин поминал мощен тежок пат до успехот. Својот прв литерарен опит му го предал на оценка на писателот Сомерсет Мом. Откако го прочитал, прочуениот писател рекол: "Вашиот ракопис ветува. Дојдете на нашето селско игралиште да играте тенис со мене." Но кога Вин дошол, Мом го поздравил со овие зборови: "Вие не дојдовте само да играте тенис. Очекувам секој утро да напишете 1000 зборови. Точно во 12 часот и 30 минути сакам да почнам да го читам она што сте го напишале. Ако не е добро, нема да добиете ручек. Не постои и не одлучува она што се вика инспирација, само напорниот труд и она што вреди." Вин сторил се што се барало од него и така научил една исклучителна лекција што ја насочила неговата идна кариера кон патот на успехот. Од тогаш секој ден во кој не би напишал најмалку 2000 зборови, предпладне го сметал за загубен ден. Станал мощне плоден писател, чии што многобројни прилози објавени во весниците и 25 одлични книги сведочат за неговата неуништлива трудолюбивост. 2 негови книги се вбројуваат во бестселерите што читателите ги купиле во повеќе од 500.000 примероци. Пред извесно време прочитав прилог од перото на еден интересен човек кој 25 години ги учил луѓето успешно да продаваат книги од куќа до куќа. Стекнал многу интересни искуства, приготвувајќи ги луѓето за овој вид работа. Често по разговорот со некој иден трговец си помислувал во себе: овој човек ќе стане извореден трговец. Се што
располага, предонесува за неговиот успех. Има убава надворешност, стекнал убави квалификации и знае убаво да се изразува, но многу пати ваквите луѓе ги изневериле неговите очекувања. Зошто? Не знаеле да господарат со своите желби и чувства. Еве каде било решението. Доживувал и наполно спротивни искуства. Човек кој практично немал никакви способности што би го издигнале како добар трговец и на кого му советувал да пронајде некоја друга работа, би постигнал голем успех. Писателот на прилогот својот заклучок го вобличел вака. Подпирајќи се врз своето 19-годишно искуство по ова работа, дојдов до сознание дека е неможно да се одреди кој ќе биде, а кој нема да биде успешен. Сето тоа зависи од личните способности на човекот кој може да биде собствен господар. На зидот во приемното оделение на една голема фабрика бил поставен интересен надпис што гласел вака: кога ти би бил собственик и кога би дошол овде да работиш, дали би се вработил самиот себе си? Идејата за тоа да бидеш самиот себе си господар не е толку непозната и нова како што се чини. Од прилика пред 3000 години царот Соломон, проучен по својата мудрост, го напишал истиот заклучок и така го сочувал од заборав. Долготрпеливиот е подобар од храбриот и кој владе со себе си подобар е од оној што ќе го завземе градот. Мудри изреки 16:32. Навистина, ова е точно. Често пати носиме одлуки кога сме изнервирани, брзоплети и после можеби се каеме и сакаме и бараме начин тоа да се анулира, да се избрише, меѓутоа последиците остануваат. Соломон вели: долготрпеливиот е подобар од храбриот. Патниците што патуваат по светот може да забележат многобројни споменици подигнати во чест на луѓето што нивните сонародници ги сметале за големи. Меѓу тие луѓе се наоѓаат познати војсководители, силни генерали и адмирали. Меѓутоа, по својата огромна мудрост Соломон истакнува дека само совладувањето е подостојно за почит и представува вистинска големина во однос на секоја друга победа. Мерено со големината на човечкото искуство, за земањето на еден град е знаменита победа. Според божествените мерила, да се има контрола над самиот себе, да се биде господар над себе си е многу поголемо достигнување. Овие достигнувања не се наметнети само за или наменети само за одбраните луѓе. Тие му стојат при рака на секого од нас. Секој самиот себе си е најдобар пријател или непријател. Една стара нордиска легенда кажува за некој човек кој верувал дека го гони некое зло суштество кое се обидува да му го загорчи животот. Тоа страшно суштество му го разурнало покривот на куќата, му ги скршило прозорците и му ја уништило градината, му го убило добитокот и му ја расипало летнината. Овој човек не можел повеќе да издржи, па решил да се бори со чудовиштата. Почнала голема битка. Паднале на земја и се тркалеле наоколу. Резултатот долго бил неизвесен. Најпосле, собирајќи сета сила, човекот го притиснал чудовиштвото и чврсто го држал. Го извадил ножот да го убие непријателот, но во тој миг ветерот ги разделил облаците и сјаен зрак на месечевата светлина го осветлила лицето на чудовиштвото. На човекот му затемнал здивот. Лицето било негово. Гледате, понекогаш ние самите од себе се плашиме. Како овој човек мисли дека го прогонува чудовище, а всушност кога се видел, тој видел своето лице сами од себе. Да се стреме кон целта, почитувани гледачи. Многу фактори зависат и од нас, секако и од другите околности, но сепак пораката е, како овде што рекол и напишал Соломон во своите изреки: долготрпеливиот е подобар од храбриот.
i koji vlade su sebi si podobare od onoj što ke zazeme grad. Evo to beše ova kratka utrinska poraka za ova emisija. Зборувавме за концелта. Ке продолжиме и во наредната емисија. Сега одиме повторно со песна и полека ќе одиме кон крајот на ова наша денешна утринска емисија. Почитувани гледачи, доколку имате потреба од Светописмо, од Библија, да имате во вашиот дом, ние како редакција, како утринска програма, сакаме да ви ја подариме ова прекрасна книга Библијата. Значи, сите вие кои имате потреба од Светописмо, ние може да ви испратиме по пошта или нашите соработници да ви ја достават до вашиот дом. Кога веќе ќе имате Библијата, секако ќе сакате и да ја запознаете, да ги разберете овие големи вистини на Светото Писмо. Затоа ние ви овозможуваме да ја користите дописната библиска школа под наслов Библијата зборова.мк. Значи, ако одете на интернет и ги запишете овие зборови, Библијата зборова.мк, ќе ви се отвори онлайн дописна библиска школа, каде што има 8 подрачја од Светото Писмо, кои може да ги читате, да ги проучувате и да ги откриете големите вистини на ова света книга. Еве сега ќе одеме со рекламата за дописната библиска школа и да се самите запознаете со тоа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва,
за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна програма. Почитувани гледачи, пред да се одјавиме, би сакал да ве потсетам, и сите вие кои можеби досега не сте слушнали, дека утре во Кавадарци ќе се одржи есенски собор во Домот на културата во Кавадарци. Сите вие кои сте од Кавадарци, а и од Македонија, може да дојдете, значи со почеток во 10 часот во големата сала на Домот на културата Иван Мазов Климе. Насловот на овогодишниот есенски собор е Христијанското семејство, сигурно за солниште во несигурниот свет. Значи, ќе имаме 2 сесии, дружење предпладне во 10 часот, потоа ќе има заеднички ручек и во 15 часот повторно ќе има, значи, попладневно богослужение, каде што има одбрани теми, говорници, така да ќе има и песни. Ако времето ви дозволува, дојдете да бидеме заедно, да се дружиме, но пред се да го славиме Господа. Значи, утре, сабота, 29 октомври, во Кавадарци ќе се одржи есенски собор на Христијанската адвентистичка црква. Еве, почитувани гледачи, да ве поздравам и да ви посакам убав викенд, секој добро од Господа, ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, во понеделник со почеток во 9 часот, а до тогаш останете со здравје. После 2 години на пауза, поради познатите причини на коронавирусот, кога фактички беа забранети јавните собирања и активностите на црквата беа спречени, ова есен го најавуваме есенскиот собор за сите верници, пријатели и поддржувачи. Почитувани, ве покануваме на есенскиот собор на Христијанската адвентистичка црква во Република Македонија, во сабота на 29 октомври во големата сала на Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Мотото на овогодишниот собор е Христијанското семејство, сигурно за солниште во несигурниот свет. Гости предавачи ќе бидат Вилма Методиева, психолог од Неготино, доктор Доналд Милер од Америка, Алберто Вргоч, нутриционист, и Владо Хавран, теолог од Србија. Почеток на соборот предпладне во 10 часот, а попладне во 15 часот. Почитувани, планирајте да бидете дел од овогодишниот есенски собор во Кавадарци. Се гледаме.